Зборуваме за кризи. Овие кризи предизвикуваат стрес кај граѓаните, кај сите нас. Како истите ќе се надминат, дали за истите има решение, дали некој е способен да најде и да изнајде решение квалитетно за граѓаните. Јас имам прашање. Кој ќе одговара за претрпениот стрес кај граѓаните? Но далеку сме ние од тоа ниво за да се прашуваме и за ова. Кога единствено прашање на сите денес е како да се преживее, бидејќи граѓаните денес купуваат производи со европски цени, а имаат плати македонски, ниски плати. Она што сакам главно да обрнам внимание, бидејќи колегите претходно кои зборуваа, дадоа осврт на тоа што значи прогласувањето на топлинската криза и енергетската криза и како вие, како власт, не се справувате во менаџирање не само на кризите, туку во целост. Почитувани колеги, на 25.8.2022 година има одлука од влада каде се прогласува во период од 1 месец од 1 септември до денес кризна состојба. Со таа кризна состојба што владата ја прогласува, елем го полнат со средства за да се надминуваат и други предпријатија за да се надминуваат одредени состојби. На 12 септември, замислете, кризна состојба, знаат дека таа истата треба да трае до 30 септември. Тие, дури на 12 септември, одржуваат состанок на управувачкиот комитет. Во 15 часот, денот поминал. Наредниот ден, владата на 13 септември одржува седница. И замислете, на седница се носи одлука, но одлуката кога стигнува во собрание на 15 септември, бидејќи 2 километри од влада до собрание треба да се поминат 2 дена, еден документ да патува. Ете вашата заинтересираност само на еден најобичен пример, административно, а да не зборувам за другите подробности. Бидејќи колегите кажаа претходно во целост. Замислете, на 15 септември тој документ влегува во влада, во собрание се извинувам, и таа одлука за одобрување на продолжување на рокот, да не го читам целиот наслов, се наоѓа на седница дури една недела подоцна, на 21 септември. Криза. Пазете, управувачкиот комитет вели веднаш да бидат информирани сите надлежни институции со цел нивно итно оперирање. Ете вашата итност. Само за административно не ве бива, а не камоли да ги менаџирате во посериозен правец сите работи. Но неспособноста, некадарноста се ваши карактеристики. Дали сега треба да веруваме дека оваа криза, ве молам, дали сега треба да веруваме дека оваа криза имате честни намери, исто како што го правевте тоа со менаџирање на здравствената криза, каде голем број на криминали беа во јавноста, криминали како продажбата на заштитните маски и набавката на истите за цена од 104 денари. Криминали како што беше купување на скапи автомобили. Дали во оваа кризна состојба ќе купувате канцелариски материјали, ама сега не под предзнак COVID потребно, туку под поинаков предзнак. Дали во цела оваа ситуација која ја зборуваме денес, се прашуваме и дали има простор да се прашаме некогаш дали ја отварате програмата, дали вашиот премиер, оној што е нелегитимен, оној што
е прогласен за трајно неспособен, оној премиер кој вчера не навредуваше сите пратеници, вклучително и вас, ама ни вие не реагиравте, дали тој премиер му ја дадовте програмата да ја отвори, онаа што вие, колеги, одевте на избори, каде ви пишуваше, знаете, зелен лист, воздух чист, каде се грижевте за екологија под знак на водници и така натаму и така натаму. Дадете му ја програмата да види на вашиот председател, да не повторувам со какви карактеристики, да види и научете го дека треба да прави проекти, дека треба да работи, а заедно и вие со него, а не да се молиме министерот да доаѓа, бидејќи тој има право на пауза, други немаат. И сега, дали да ви напоменувам колку се проекти се направени поврзани со гасификацијата во минатото, а колку проекти во изминативе 6 години не се направени од кога вие ја имате власта. Па, почитувани колеги, бидејќи има многу што да се каже, а имаме обичај многу да зборуваме во ова собрание без пауза, јас би ви кажала дека типично за вас е и самиот момент што владата во септември го одложи одложениот почеток за старт на гасификацијата во Република Македонија. Многу докази има за тоа дека сте неспособни, но, впрочем, ако тоа еднаш му се случи на Заев, сега заедно со Ковачевски, или како беше она, никогаш се нема случено, освен еднаш со Заев и сега со Ковачевски, да имаме ваква неспособна и некадърна власт, која ве води вас. Ви благодарам.